Ова е постапка за конструкција на впишан правоаголник во триаголник со димензии на основата и висината кои се менуваат во одреден интервал. Најпрво да нацртаме лискачи за основата и висината на триаголникот. Кликнуваме на латката лискач во лентата со алатки и на површината за цртање. Првиот лискач ќе биде број кој го именуваме со А, истиот ќе се однесува на основата на триаголникот. Интервалот на промена на димензијата на основата ќе биде од 1 до 11 со чекор 0,1. Постапката ја повторуваме за да нацртаме лискач за висината Х. Кликнуваме повторно на површината за цртање, лискачот го именуваме со Х, интервалот ќе биде од 1 до 11 со чекор 0,1. Со двоен клик на лискачот на површината за цртање и избирање на јазичето боја, можеме да одбереме нова боја за лискачот, а во јазичето изглед или облик дебелина на линијата. Постапката ја повторуваме и за лискачот Х. Да ја нацртаме основата на триаголникот. Со латката нова точка означуваме точка во координатниот почеток и ја именуваме со Б. Го прикажуваме името на точката. Основата на триаголникот сакаме да лежи на X координатната оска и да има должина колку што изнесува вредноста на лискачот. За дефинирање на второто од име на триаголникот внесуваме формула во лентата внес. C е еднакво на B плюс A,0. Притискаме на Enter. На површината за цртање го добиваме второто теме на триаголникот. Го прикажуваме името на темето на површината за цртање. Со латката одсечка меѓу две точки означуваме одсечка BC и како наслов на оваа одсечка внесуваме А за да асоцира на лискачот наменет за промена на димензијата на основата. Го прикажуваме насловот на овој објект. Да ја нацртаме висината на триаголникот. Со латката нова точка означуваме точка на основата А и ја именуваме со Х. Го прикажуваме името на точката на површината за цртање. Добиената точка е движечка точка. Со движење на точката Х налево или надесно се добиваат сите триаголници со димензии на основата А и висината Х, колку што изнесуваат моменталните вредности на лискачите А и Х соодветно. Третото теме на триаголникот треба да се движи истовремено и во ист правец со движечката точка Х. Значи, X координатата на темето А треба да биде еднаква на X координатата на точката Х, а Y координатата на темето А треба да биде еднаква на висината на триаголникот, поточно на вредноста на лискачот Х. За дефинирање на темето А во лентата внес внесуваме формула. А е еднакво на Х плюс 0,Х. Значи, на координатите на точката Х додаваме точка со координати 0 и Х. Бидејќи на X координатата на точката Х додаваме вредност 0, значи X координатата на точката А ќе има вредност еднаква на X координатата на точката Х. Бидејќи Х е точка која што лежи на X координатната оска, значи низината Y координата е 0, со додавање на вредноста Х, А ќе добие вредност на Y координатата еднаква на висината на триаголникот. Притискаме на Enter. На површината за цртање го добиваме третото теме на триаголникот. Го прикажуваме името на површината за цртање. Со латката одсечка меѓу две точки ја цртаме висината. Кликнуваме на точката А, па на точката Х. Со двоен клик на висината на триаголникот во јазичето основно внесуваме име H1 за висината на триаголникот, а во насловот внесуваме Х, затоа што
висината h всушност ќе добие должина која што е еднаква на вредноста на лискачот h. Го прикажуваме насловот. Во езичето боја избираме боја за висината, во езичето изглед или облик, дебелина на линијата и вид на линија. Кликнуваме на затвори. Со алатката отсечка меѓу две точки означуваме отсечки А, Б и АЦ за страните на триаголникот. Го менуваме изгледот на секоја од страните, дебелината и бојата на линијата. Да го нацртаме впишаниот правоаголник во триаголникот. Со алатката нова точка означуваме точка на една од страните на триаголникот, но не на основата. Го прикажуваме името на точката на површината за цртање. Ова ќе биде динамичка точка која што ќе може да ја движиме по целата должина на страната на триаголникот. Со алатката нормала повлекуваме права која што минува низ точката D и е нормална на основата на триаголникот. Прво кликнуваме на точката D, а потоа ја означуваме основата на триаголникот и кликнуваме. Со алатката пресек на два објекти ја наоѓаме пресечната точка на основата на триаголникот и нормалата која што минува низ точката D. Го означуваме местото на пресекот. Го прикажуваме името на пресечната точка. Со алатката паралела повлекуваме права која што минува низ точката D и е паралелна со основата на триаголникот. Прво кликнуваме на точката D, па на основата. Со алатката пресек на два објекти ја наоѓаме пресечната точка на паралелата и страната на триаголникот. Кликнуваме на пресекот. Го прикажуваме името на точката на површината за цртање. Повторно со алатката нормала повлекуваме права која што минува низ точката F и е нормална на основата на триаголникот. А со алатката пресек на два објекти ја наоѓаме пресечната точка. Го прикажуваме името на пресечната точка. Го менуваме видот на линијата на секој од правите. Со двоен клик на било која од правите, избор на опцијата карактеристики, во езичето изглед или облик, го внесуваме новиот вид на линија на правата. Постапката ја повторуваме за секој од правите. Кликнуваме на затвори. Со алатката многоаголник го цртаме впишаниот правоаголник во триаголникот. Кликнуваме на алатката и на секој од точките D, E, G, F и повторно D. Со двоен клик на површината на правоаголникот, избирање на опцијата карактеристики и езичето основно, го преименуваме правоаголникот од многоаголник 1 во правоаголник. Избираме да се прикажи вредноста, поточно површината на правоаголникот. Во езичето боја избираме боја на правоаголникот, а во езичето изглед или облик дебелина на линијата. Кликнуваме на затвори. Да ја тестираме конструкцијата. Со движење на лискачот А се менува должината на основата на триаголникот. Со движење на лискачот Х висината на триаголникот, а со движење на динамичката точка D големината на впишаниот правоаголник во триаголникот.